Здраво и добродојдовте на нашиот Црвен крст Кичево подкаст. Овој подкаст е дел од активностите кои се реализираат во програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности и има цел да ги промовира активностите на младите, а и останатите волонтери во општината и активностите на општинската организација во општ. Пред се благодарност до нашата општинска организација на Црвен крст Кичево за поддршката за можноста за реализација. Преку овој подкаст ќе се обидеме да ја доближиме работата и активностите на организацијата со главен акцент на работата на младинци. Имено програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности веќе 30 години представува национална алатка за регрутирање и задржување на волонтерите на возраст од 13 до 17 години во Црвен крст. Младите добиваат обука за вредностите на Црвениот крст, за културата како систем од вредности и како да изработуваат мали проекти за помош во заедницата. Тие ја менуваат својата дневна рутина, поминуваат време во истражување, активности, промоции, разговори со социјалните групи, тимска работа со цел изработка на мали проекти и помош на лица кои се таргетирани од нивна страна. Во текот на една година на територија на Македонија се изработуваат околу 130 мали проекти, се вложуваат повеќе од 25.000 волонтерски часови во седмицата, се собираат повеќе од 25.000 евра во заедницата кои се праќаат во заедницата. Програмата представува комуникацијско-дисеминацијски модел во рамките на националното друштво, но и образовна форма која ги активира младите да создаваат чувство за сопствената култура како и чувство за други култури. Промовира активен пристап кон животот по квалитетна врска со училиштата, како и прилив, обука и издржување на волонтерите. Ете тоа беше еден краток вовед во програмата и за оно што главно денес ќе изборуваме. Денес имаме две гостинки во нашиот подкаст. Првата е Ана Божиновска-Тодоровска, долгогодишен волонтер во Црвен крст, некој кој бил дел од програмата на промоција на хумани вредности и на крај вработи на општинската организација. Ана, добре дојде. Ви благодарам на поканата и на убавото представување. Ми е особена чест и задоволство што имам можност да бидам дел од овој подкаст и да бидам еден од првите гости кои што ќе можам да зборувам за моето искуство во Црвениот крст. Исто така и нас е многу мило што ти денес си наши гости. Ана, кажи ми која е твојата професија и како ти се најде во ова Црвен крст приказна и кои беа твоите сами почетоци? Јас сум по професија дипломиран логопед. Со волонтирањето започнав уште од моите гимназиски денови во 2011 година, кога за прв пат се приклучив кон активностите кои што ги организира Црвениот крст. За мене тоа беше едно многу значајно искуство, затоа што не само што запознав многу нови луѓе, стекнав нови пријателства, јас научив колку е добро да се помага, да се придонесува за заедницата. Токму и тие почетоци ме мотивираа да останам и тој начин на живот, односно тоа волонтирање, да преминем во нешто многу повеќе, а сега тоа е мој начин на живот, бидејќи сега сум моментално вработена во општинската организација на Црвен крст Кичево. Јас би сакала да те прашам едно прашање, дали според тебе доколку воопшто не започнеше со самите проекти во Црвен крст, доколку не се вклучеше таму, дали мислиш дека животот би те бил малце и поинако, бидејќи сега и самата создаваше нови пријателства, нови искуства и можам да бидам сигурна дека може би едни од најголемите пријателства ти се токму преку Црвен крст, бидејќи и сама како што кажете веќе си започнала во самото средно училиште со тие почетоци, дали според тебе тоа ти придонесе некои добри навики во самиот живот, исто така добри спомени? Да, дефинитивно, јас уште како малечка од основно образование бев многу емпатична кон другите, бев солидарна, сакав да им помагам на останатите мои соученици да се чувствуваат прифатено, затоа што многу често не сите деца во своите паралелки се прифатени, се чувствуваат затворено и изолирано и јас баш бев тие деца кои што им пружував рака и ги извлекував од тој простор на изолираност, да се чувствуваат прифатено, ги вклучував во активности како што беа дали се организира од најмалено за екскурзии, одевме по роден ден и секогаш имаше деца кои што имаат потреба да имаат до себе некој кој што ќе им подаде рака, односно бев
сочувствителна и сакам да помагам. Со моето волонтирање во Црвен крст, само ја зголемив мојата самодоверба, се запознав себе си дека јас навистина сум таква и дека е многу добро кога ширам таква енергија и на останатите луѓе околу мене и дека нема ништо подобро од тоа да сакаш да помогнеш на некому, односно да помагаш, тоа да ти е навика, начин на живот, за после да не вадиш ништо. Многу ни е мила што ќе слушаме, бидејќи денес ретко и постојат вакви луѓе и ни е многу мило што и самите млади може да видат дека има различни места каде што ако се чувствуваат и самите отфрлени, има и каде да се обратат, има и каде да се вклучат и каде ќе бидат сигурни дека ќе бидат и прифатени. А ние тука малку ќе застанеме и ќе ја представиме нашата втора гостинка, Ана Дујковиќ. И таа е поранешен дисеминатор на програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, која од Шведска ќе ни се јави, ќе ни раскаже за своето искуство. Да ја чуеме втората. Здраво на сите, јас сум Ана Дујковиќ, член во мирување на Општинска организација Црвен крст Кичево. Мојата професија е софтвер инженер, работам во Volvo Construction Equipment во Eskilstuna, Шведска. Сега доволно од овој официјален дел на представување зошто јас всушност го снимам ова видео и која е целта. Би сакала накратко да ви раскажам за мојата приказна во Црвен крст, како јас се приклучив, како изгледаше мојот ангажман и како гледам на сето тоа од некоја временска дистанца и на крајот зошто би го препорачала на други млади луѓе да го направат истото. Да почнеме хронолошки, треба да се вратиме 15 години наназад, кога јас решив да станам дел од програма која што се вика Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Одлуката да се приклучам на оваа програма не беше ниту планирана, ниту информирана одлука. Се случи многу импулсивно и се случи затоа што мои другари решија да станат дел од програмата, па така и јас со нив. Програмата ја има во цела Македонија и нејзината цел е да привлече млади луѓе преку неа да станат дел од Црвен крст. Така што мојот старт е комплетно ноншалантен. Она што програмата го бара од вас е да препознаете некаква потреба во општеството, да формирате тим и акцијски план и да помогнете во задоволување на таа потреба. Може да е нешто мало, може да е нешто големо. Најважно е вие самите да ја препознаете таа потреба и вие самите да изнајдете начин како да помогнете. Нашата целна група беше социјално загрозено семејство и целта беше да се собере одредена парична сума преку различни активности. Мојата мотивација на почетокот не беше преголема, не бев претерано заинтересирана, така што ги извршував задачите кои што моите другари кои што беа поактивно вклучени во проектот и кои што беа лидери на проектот, ги имаа осмислено за нас останатите членови. Меѓутоа, како што проектот одминуваше, така резултатите стануваа повоочливи и мотивацијата кај мене постепено растеше. На крајот на циклусот на програмата, ние всушност успеавме да ја собереме целата сума која што првично имавме замислено и со тоа проектот стана успешно завршен. Како награда за сите оние кои што навистина се потрудиле во текот на програмата и се ангажирале, програмата нуди 3-дневна работилница во Струга. Па така моите другари кои што беа лидери на проектот ја добија шансата да бидат дел од таа работилница и да се запознаат со луѓе од цела Македонија кои што работеле на слични проекти како и нив. Се вратија полни со импресии, многу позитивни спомени, многу нови пријателства и за мене тоа беше дополнителна мотивација да си ветам себе си дека наредната година и јас би се вклучила поактивно. И така и се случи, наредната година веќе на познат терен и јас сама се охрабрив да превземам лидерска позиција. Проектот беше исто така успешно завршен и јас ја добив својата покана и шанса за летна работилница во Струга. Спомените од таму и ден денес ги носам со себе. Многу интензивни 3 дена, интензивни емоции,
и пријателства и контакти кои што значат многу. Наредната година после ова станав и дисеминатор на програмата, така што етапно, чекор по чекор, некако се посериозно и посериозно се вклучував во Црвен крст, преку различни улоги. Во тој момент сето ова делуваше многу природно. Јас воопшто не сметав дека ова е некаква активност која што би ми донела некаква придобивка или дека јас учам некакви вештини. Повеќе беше забава и желба за промена. Меѓутоа, од оваа гледна точка, од оваа временска дистанца, јас фаќам дека всушност клучни вештини сум научила во текот на програмата. Тоа се пред се комуникацијски вештини, работа во тим, лидерство, документирање, затоа што секој проект мораше да биде документиран, па заедно со тоа и отчетност, сериозен пристап, аналитички пристап на проблемите. Сето ова се вештини кои што се клучни и кои што јас и ден денес ги користам секој ден во професионалниот живот, па и во приватниот. И ова беше највидливо како придобивка на почетокот на мојата кариера, кога CV-то е празно и кога немате многу да понудите, а би сакале да се издвоите од толпата, би сакале да бидете тој еден кандидат кој ќе биде одбран за пракса или за работа, тогаш сето ова помага многу. Уште една работа која што би сакала да ја напоменам, тоа е дека програмата ве тера да воочувате потреба. И ова е една навика која што останува со вас и после програмата, која што останува со вас и после волонтирањето. Така што вие веќе никогаш нема да бидете имуни да не воочите потреба и кога еднаш ќе ја воочите, да не реагирате на тоа. Ова е нешто што се цени многу и во професионалниот и во приватниот живот. Значи, пак придобивките се и на двете полиња. Уште нешто што би сакала да напоменам, кога веќе зборуваме за придобивки, тоа е дека волонтирањето не е индивидуална активност. Кога се волонтира во тим, тоа е заедница. И е многу убаво чувство да знаеш дека припаѓаш на некоја заедница. Многу дружење, многу забава, многу пријателства се раѓаат баш преку оваа заедница. И на крајот на денот, она што е можеби најголемата придобивка, односно најголемата награда за сами себе, тоа е чувството кога на некој ќе му помогнете и кога ќе направите добро дело. Колку и да звучи како клише, навистина ниту една друга придобивка не може да се спореди со тоа чувство. Така што јас навистина од срце и најтопло ви препорачувам да се приклучите на Црвен крст. За оние кои што се млади, ако ја имате програмата достапна во вашиот град, тогаш од срце ви ја препорачувам. Без разлика каков тип на карактер сте, без разлика дали сте интровертни и срамежливи или екстровертни и сакате да се дружите, дали сте смирен тип на човек или сте импулсивни и сакате промена и сакате нешто различно во општеството, без разлика дали ви е досадно или имате вишок енергија, која и да е побудата за да се приклучите, направете го тоа. Верувајте дека придобивките на крајот ќе бидат многу големи и дека сето тоа ќе се исплати. Вие ќе помогнете некому, меѓутоа во многу поголема мера придобивките на крајот ќе се вратат кон вас. Фала ви и до наредно слушање или гледање. Благодариме на Ана Дојковиќ кој што одвои одредено време за нашиот подкаст. А сега се враќаме во нашето студио со Ана. Ана, ти и Ана сте најдобри другарки уште од самото детство, како што разбрав, и не е ли случајно што вие две сте првите наши гости во овој подкаст. Какво беше твоето прво искуство во Црвен крст и што си помисли кога првпат пристапи таму? Да, точно е. Јас и Ана сме другарки од најмали нозе, од основно училиште, па потоа продолживме заедно во средно, па потоа бевме цимерки на факултет и сега сме другарки до крајот на својот живот. Заедно пристапив со Ана Дојковиќ првично во активностите на Црвениот крст.
Не знаев што се впуштам, моето чувство беше изгубено, не знаеш Чудно, како нешто да ново. чудно, да, не знаеш во што се впушташ, нели, не знаеш што да очекуваш, но тоа чувство многу брзо изгледне, затоа што пред се атмосферата која што е широка, тие волонтери, тој тим на волонтери, таа работна средина е многу позитивна и ти многу брзо се чувствуваш како да си дел од тоа, бидејќи си прифатен, затоа што ги кажуваш своите идеи, кажуваш тоа што го мислиш, без некој да те осуди, даде замерка или не знам што, едноставно секоја идеја, секое мислење, секое прашање се е прифатено. Бев дел од тие проекти за промоција на хумани вредности, во чии што рамки на активности спаѓа организирање, односно одбележување денот на жената 8 март, денот на влюбените. По повод тие денови имавме различни изработки на честитки, колачиња, цвеќиња од најразличен материјал кој што ги продававме на штандовите од Црвениот крст. Исто така организиравме многу хуманитарни концерти, хуманитарни турнири во фудбал, во ракомет, имавме хуманитарни промоции на филмови во соработка со Домот на културата, исто така имавме и изложби. Тоа беше едно незаборавно искуство кое што колку и некој да се труди да го опишува, само доколку се доживее, е баш Посебно. баш посебно, како што го кажуваш ти. Еве би можело да извојам едно мое искуство кое што ме направи многу подобра личност, ме направи кога и некој греши да не му ставам точка, дека тој Има свои причини, едноставно. Да, може би во тој момент не се чувствува добро, не му е денот или не знам што, туку едноставно ние сме тим и дека што и да е, ќе помине и ќе се надмине. Тоа искуство беше изработката и изведбата на една драма, погодете кој доаѓа на вечера, која што уште од самиот почеток бараше многу труд, многу посветеност, одговорност и пред се тимска работа. Ние тука, без разлика колку и да ги поминавме тие хуманитарни акции, пречки и сето тоа, баш во таа изработка и таа изведба на драма, ние видовме колку сме сплотени, каква мрежа на пријателство имаме створено и дека сме заедно посилни и само заедно ја менуваме, односно правиме нешто добро за заедницата. Преку самата наша гума сакавме се подобро и подобро да ја пренесеме пораката на нашето дело. Имаше многу грешки, но тие грешки не научија да бидеме подобри, посилни, посвесни за нашите постапки. Едноставно беше искуство, Големо. да, Може и да се види по твојот израз кога да, што се гледа. како Се гледа да се гледа тие проби, генерални проби и сето тоа. Навистина беше многу добро, затоа што со таа сама тимска работа, некој да не е толку емпатичен кон другиот, да не е толку солидарен, самото нешто, самата работа, едноставно Овозможува да се ослободиш и ти да се приклучиш кон останатите. да. И по ова што го кажам, можам да приметам дека има толку многу проекти каде што би било и невозможно некој да не се пронајде негде. Да, дефинитивно. Едноставно има проекти за секого, за секакви интереси од секој гледиште. И мислам дека многу луѓе кои што ќе го гледаат овој подкаст и многу млади ќе вложат некаков интерес и самите да се пријават кон Црвениот крст. Дефинитивно, затоа што секоја идеја е прифатена. Нема нешто што не може да се реализира. Да. Затоа што ти имаш ресурс, имаш тим, имаш идеја и едноставно само ја кажуваш, еден се приклучува, друг се приклучува, таа идеја после се проширува и дефинитивно, како што ти кажуваш, секој е прифатен. Да. Мило ми е на ова што го слушнав и сега одиме со следното прашање.
на ниво на Македонија се изработуваат вакви слични проекти. Според тебе, Ана, кои се придобивките од волонтирањето, давањето дел од слободното време за помош на некој што не го познаваш воопшто и за помош за тоа што не очекуваш ништо да ти биде возвратено? Да, на ниво на нашата држава се изработуваат многу вакви проекти. Според мене, бенефитот од волонтирањето е многу голем, затоа што што го кажуваме цело време. Покрај тоа што ние создаваме нови пријателства, стекнуваме добри вештини на комуникација, затоа што ние се среќаваме со директори, со одговорни лица, па ти пристапуваш кон нив, треба да ги прашаш, ни треба простор за да реализираме некоја активност, тука комуницираш, се ослободуваш, има лица, односно волонтери кои што и не се толку вешти во комуникацијата. Да, тоа сакам да го кажам. Некој, например, има деца кои што не се многу се стремежливи и самите воопшто не знаат никако да пристапат можеби кон одредено друштво и не страх дали ќе бидат прифатени, а вака со самото излегување пред некој, можам да кажам, понагледен, некој кој што е како директор или некој кој е глав на некаква институција, веќе се ослободуваш и знаеш дека ништо тоа не е страшно, и дека сите сме исти, едноставно треба да си бидеш свој, дека ќе бидеш сакаш прифатен. Еве, дефинитивно, јас сум една од личностите, на што кажувам, јас сум многу дружелюбива, комуникативна и сето тоа, се додека дојде момент да треба со некој надреден да зборнам, да веќе се пројави тука веќе да се чувствува тоа, леле како ќе биде, а едноставно само пристапуваш, се ослободуваш, кажуваш тоа што го мислиш, затоа што пред се мислите кои што ти ги имаш за да го направиш тоа дело се пред се толку чисти, толку хумани, да и лицето од другата страна веднаш пристапува со отворени раце, да кажам, напросто, да. Тоа што може да помогне, ќе помогне, тоа што не може. Чекајте, не можам, но вака ќе направиме, така ќе направиме. Тоа сакам да кажам, со секоја нова активност, со секој нов проект, ти си се подобар и затоа волонтеризмот е една од најпрактичните алатки за подобрување на вештината на комуникацијата. Исто, го намалува чувството на изолираност, затоа што ти кога правиш некоја активност, ти излегуваш од твојата комфорт зона, колку и да тебе до тој момент ти е добра, ти излегуваш од таа комфорт зона, ти не си изолиран, веќе немаш зид, туку веќе контактираш со луѓе. Ама и додека работиш некој проект и самите мисли на тоа дали ќе бидам прифатен, дали може би некој ме гледа поинаку, дали кога го направам ова ќе ме сметаат поинако, веќе ти тоа го тргаш на страна, се вклучуваш во самата работа и веќе тоа е природно, мислам, би требало и да е дефинитивно на првите активности кои што ги изработувавме сите, а тоа е и нормално да чувствуваш анксиозност во смисла леле, што ќе биде, како ќе биде да не продадеме некоја картичка, некој да не се смее. Ама тоа се некои си мисли, очекувања кои што сценарија во главата кои што нема ни да се случат, да ние но сами по себе да, но со тек на време, кога како ти што навлекуваш во активностите, ти веќе немаш време да размислуваш дали ќе се продадат или нема да се продадат, затоа што ако првиот пат сме биле поставени само на штанду, сме чакали некој да помине, некој прв да ни пристапи, веќе вториот пат ние пристапуваме. Третиот пат, честитките ги земаш во рака и одиш ставаш, елеко и продолжуваш. И ти веќе се ослободуваш. Тоа е супер. Затоа што шириш само позитивна енергија и добрина. Во самата средина, кога ќе го видат дали логото од Црвен крст и самиот волонтер кој што е комуникативен, нема некој кој што не одвратил назад. Да, па и јас кога ќе сретам некои волонтери често по градот со нивни интернети со логото, поинакво е чувството кога ќе сретнеш некој друг, кога се шета веќе ги чувствуваш како да ги знаеш, дека можеш слободно да прашаш нешто, бидејќи самите шират некаква позитивна енергија. Тоа може да се види колку се исполотени меѓу себе, бидејќи нема да сретнеш некој по улица, да не зборуваат меѓусебно или да се во некаков конфликт. Сето тоа се движи природно и сите се тоа е и целта на тие волонтерски активности,
волонтирањето те прави едноставно да си прифатен и ти да го прифаќаш другиот со сите негови различности и карактеристики, сето тоа едноставно. Тоа е суштината. Да. Сега да имаме следното прашање, ако може да го завршим со одговорот. Да, може. Во светот во кој живееме и во виртуелна реалност, која зазема многу време денес, и сите знаеме дека денес поголемиот дел од нашето време, особено ние децата, кога минуваме во виртуелниот свет, повеќе отколку во реалниот свет, и тоа малце и тажно. И дали според тебе социјалните мрежи и останатото кои што доведуваат и до неприфаќање можеби на одредени деца и како што зборувавме пробудува некаков страх со слободата кон останатите, дали тоа може да го избегне тој проблем, самото волонтирање, самото вложување некаков труд во нешто, социализирање со одредени луѓе, дали тоа може да го избегне стравот од неприфатеност, но исто така и одргнувањето од самиот виртуелен свет, да се вклучиме во некакви други проекти, да се вклучиме во реален свет, каде што заедно со деца некој ќе остваруваме некакви цели, нема сето тоа да биде само онлайн или да бидеме затворени во една просторија. Да, дефинитивно во ова денешно време многу некако сите се префрлени на таа онлайн комуникација, веќе ги губиме зборовите, затоа што цело време е напишување, на не физички контакт и едноставно немаме зборови. Тоа што сакаме да го кажеме ни исчезнува затоа што се е префрлено на пишување. Па исто така можам да кажам и храброст, бидејќи јас како тинејџер повеќе имам храброст да за кога и да се работи тоа. Имам повеќе храброст да пишам нешто отколку јас лично да се појавам и да го изговорам, и тоа можеби е и до некаде и повеќе лош од тоа што мислиме, бидејќи го губиме и самиот наш личен идентитет. Ние повеќе не сме толку слободни да се искажеме и да излеземе, да се покажеме баш такви какви што сме. Да. Што мислам и дека тоа донесува и големи проблеми понатака во самиот живот. Да, дефинитивно се јавува на чувство на изолираност, немоќ, осаменост, можеби и неприфатеност затоа што ти веќе си затворен, ти не комуницираш и самите мисли се леле чекај утре ако излезам, па дали тие ќе ме прифатат, дали ќе биде добро тоа што ќе го кажам, тоа што подобро да седам дома, подобро да седам дома, да пишувам, нели текстинг и сето тоа. Да, дефинитивно во ова денешно време волонтирањето не дека ќе го реши проблемот, но е дефинитивно дел од решението на проблемот. Затоа што со првиот чекор, кога ние излегуваме од нашата комфорт зона, пристапуваме кон некоја одредена активност, даваме дел од нашето слободно време на некој друг, ние од тој момент веќе не сме сами. Таа осаменост, таа изолираност се исклучува, затоа што ти веќе имаш реална комуникација. Кога извршуваш некоја активност, ти комуницираш, па дури се расправаш, споделуваш мислења, сите можни емоции ти ги споделиш. Ти имаш и со кого, тоа е самата цел. И ти веќе не си затворен. И тоа е она што викам дел од решението на проблемот. Значи ти веќе правиш некој чекор. А понатака, кога се впушташ во тие волонтерски води, кога помагаш, добиваш чувство на исполненост, чувство на задоволство, затоа што ти си направил некаква промена, па дури најмалечка да е, таа е промена. Да. Со самото нешто ќе земам за пример честитка. Изработувавме многу често, едни од акциите ни беа со негдиот центар за деца со посебни потреби. Ние како волонтери одевме таму и изработувавме заедно со нив честитки. Самото присуство во нивниот центар и нивното вклучување во активност, ние кај нив будевме чувство на и нивна приватеност. Затоа што дека има некој заедно со нас изработуваа нешто. Тие беа дел од нешто, тие придонесуваа за нешто, да.
да не зборуваме какво е чувството кога такви изработки, такви честитки, кога ќе ги извадевме на штанд, кога ќе ги продадевме и кога ќе споделевме кој се ги изработувал. Како тим дека и тоа сакам да кажам дека значи веќе се исполнуваш како личност. Значи ти веќе чувствуваш задоволство дека правиш нешто, некоја промена, некое добро дело. И предпоставам дека и на самиот почеток не е толку лесно и на таквите деца кои што чувствуваат страф и да се пријават, но мислам дека треба и тоа да го знаат дека ниту еден почеток не е лесен, но ништо нема да изгуба доколку го пробаат и можеби тоа ќе го промени животот потполно, како и на многу деца. И ќе сватат дека времето кое што го поминали до тогаш дома можеле многу подобро да го искористат и да направат толку многу поголеми спомени, бидејќи и сама Ана Дујковиќ отиде во сосема друга држава каде што изгради голема кариера, самото вклучување со желба само да помогне некого и тоа е голем успех. Да, веќе исто тек на време ти веќе имаш и голема самодоверба. Чувствуваш дека нема нешто што не можеш да направиш. Дека не постои нешто невозможно. Ти треба само мотивација. Само мотивација, работа, поддршка и дека нема нешто што е невозможно, не е остварливо. Затоа што ние самите како волонтери, како што растиме, како што ни созреваме, нашиот начин на живот е да постојано сме поддршка на некого. Тоа не е потреба, туку едноставно навистина како начин на живот. Не се чувствуваш денеска добро, во ред, не е проблем. Океј, некогаш да не се чувствуваш добро. Ајде да направиме нешто. Ајде да направиме некаква промена, Дека да ти е подобар. Значи, ајде да пуштиме музика. И за самото тоа, сакам да кажам дека ти правиш хумано дело. Затоа што ти не си свесен. Не си свесен, да. Хуманоста не е само во прибирање на хуманитарни средства. Да. Туку и будење на некакви чувства кои што ќе те направи подобар. дефинитивно. Тоа може би поголема Да, да некој да го дефинитивно. направиш среќен отколку да му придонесеш некакви средства. Да. И она што реков, подобрување, значи, на социјални вештини, разговор со останати лица, шириме познанства. Значи, ние имаме и ден денеска пријатели кои што се из целата држава, во кој што во било кој момент, во било кој време да ги побараш, те ќе се тука за тебе. Затоа што во тие волонтерски денови, кога сме били во тие гимназиски денови, сме таква мрежа на контакти, на пријателства сме створили, што не знам дали на некој друг начин тоа лично јас би си го доживеала, затоа што Црвениот крст, активностите во Црвениот крст ми го возможиле тоа. Тоа е супер. И сигурно во Црвениот крст се запознаваш со луѓе кои што и самите волонтираат бидејќи сакаат да помогнат и си свесна дека околу тебе се окружено со луѓе со голема хуманост и со луѓе кои што се свесни дека тоа денес е повеќе од потребно во оваа околина. Да. И мило ми е што го слушнав во тебе и мислам дека само во твои изразување и сето тоа што го кажа денес, многу деца ќе поттикне да се пријават и да излезат од нивната комфорт зона. Ане, може ли да ни кажеш што се случува оваа година во однос на активностите на младите кои што ги прават Кичево? Да, во склоп на програмата Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности, работат две групи на младинци, се обвајзати семинатори. Волонтерите се од основните училишта и од средното училиште Мирко Милевски и средно училиште Вида. Од страна на волонтерите од средно училиште Мирко Милевски организира великденски хепенинг на кој што продава рачни изработки, крофни, мафини, великденски боенки за најмалите. Од страна на волонтерите од средното училиште Вида се организираше драма, а исто така и се одбележа денот на аутизмот, на кој што исто така продава рачна изработка. Во тек е подготвување на маратон, хуманитарен турнир, хуманитарен турнир по фудбал, хуманитарен концерт, хуманитарна забава и Значи, многу активности, да, кои што
се во план да ги реализираат. Да, оваа година се баш полни со мотивација на терен, има многу голема разлика и односно може уште на сам почеток да се примети она што го кажувам, прифаќање на самите волонтери, таа енергија на работилниците беа постегнати со зрумење дали да го кажат тоа што го мислат, дали да ја споделат својата идеја, па се до реализирање на првата активност во која што и треше наша помош, па во втора активност во која што веќе одат сами, настапуваат сами, уметници контактираат сами и тоа е многу добро. Тука се гледа Тоа може би позитивната промена, да, и целта тоа е супер. на оваа програма. Секој може да се ослободи, тоа е знак и секој може сето тоа што мисли дека не може да го оствари, всушност само треба храброст. Ништо повеќе. Како и што спомната сега, вие работите на многу различни проекти, каде што секој може да се пријави и мислам дека додека гледаат луѓето, најпрвото прашање ќе биде како младите да се пријават и да се приклучат во ваквите проекти и да волонтираат во Црвен крст Кичево. Програмата на Црвен крст во акција промоција на хумани вредности е всушност јавка со која што ги регрутираме новите волонтери. Но доколку некој го пропуштил циклусот, не бил информиран, може во било кое време да дојде во нашата општинска организација на Црвен крст Кичево и да се пријави, затоа што волонтери не ни се потребни само кога се овие активности. Волонтерите ни се потребни постојано. Како што ни се случи сега природна катастрофа, имавме две поплави, една по друга, наистина ни беа потребни волонтери кои што ќе ни бидат од помош при логистика, при рискување на терен, затоа што голем дел од лицата кои што беа зафатени со поплавата беа евакуирани во спортската сала. Потребни ни се волонтерите во пакување во правење на хуманитарните пакети, оделење на хуманитарните пакети, а исто така волонтери е добро да се приклучат и кон, бидејќи ние имаме и традиционални недели кои што ги одбележуваме во Црвен крст и може да се приклучат во одбележување на тие недели, во крводарителските акции и во сите останати. Значи секаква помош е добредојдена и секој го сака, секој може да се приклучи. Да, секој е добредојден. Тоа е супер. Ана, ти благодарам многу и преубаво јас се поминав, запознав некои нови работи, каде што најпрво мене ми инспирира, се надевам и останатите. И би сакала да те прашам дали можеш да додадеш уште нешто за крај. Може би што не си кажала до сега. Од моето досегашно искуство во Црвениот крст можам да кажам дека секој е добредојден, дека и млади и возрастни лица може да придонесат да волонтираат во Црвениот крст, бидејќи за секој има нешто. Секој може да придонесе во нешто во свете. Значи секој добредојден без оглед на годишна возраст, без оглед на тоа како проект се развива секој. Значи нема граници, тоа е супер. Ана, многу ти благодарам за денес и исто така и вас ви благодарам на вашето внимание и се надевам дека приказите кои што ги слушнавме за Ана и за Ана најпрво и ве мотивира и ви остави добар впечаток каде што и самите вие ќе сакате да се мотивирате и да се приклучите на вакви следни активности и секој од вас, како што кажа Ана, е добре дојден и очекуваме да видиме во што поголем број. И исто така да не заборавиме да ги поддржиме нашите волонтери кога ги видиме низ самиот град и можеме да ги препознаеме во нивните реци со нивното лого. А ние се гледаме во следната епизода и до тогаш пријатно.